Европската вселенска агенција тестира нов композитен материјал што може сам да се поправи во Вселената. Станува збор за технологијата HillTech, развиена од швајцарската компанија Compair, која се активира со загревање. Материјалот содржи специјален агенс што се активира на повисоки температури и ги пополнува малите пукнатини и оштетувања. Тестирањето се спроведува во рамки на проектот Cassandra на European Space Agency, чија цел е развој на поиздржливи материјали за идните вселенски летала. Во структурата на материјалот се вградени оптички сензори кои автоматски откриваат оштетување и го активираат системот за загревање. При температура од околу 100 до 140 степени Целзиусови, материјалот почнува сам да се обновува. Истражувачите веруваат дека оваа технологија може значително да го продолжи работниот век на вселенските летала, особено кај автономните мисии и криогените резервоари за гориво. До 2030 година, во Кина или во САД може да се отвори првата фабрика во која автомобилите ќе се произведуваат целосно без човечка работна сила. Според аналитичарите, најмалку еден производител ќе успее да постигне 100% автоматизација на склопувањето благодарение на напредната роботика и вештачката интелигенција. Се повеќе автомобилски компании веќе тестираат хуманоидни роботи во своите фабрики, особено на опасни и физички тешки работни позиции. Во моментов, дури 12 и до 25 водечки производители во светот спроведуваат пилот програми со ваква технологија. Целта е да се намалат трошоците, да се подобри квалитетот на производството и да се скрати времето за изработка на возилата. Сепак, и покрај целосната автоматизација на производствените линии, експертите нагласуваат дека луѓето и понатаму ќе имаат важна улога, особено во управување со технологијата, анализата и развојот на нови решенија.